од 1993 година. Во концертната сала Ватрослав Лисински одбележавме и 30 годишен јубилеј на Езерки и 7 осмини, етно состав кој делува при Хрватско-македонското друштво. Хрватско-македонското друштво е едно од најактивните друштва во Хрватска, поточно во Загреб. Значи, со Езерки и 7 осмини добија многу, а ние прво битно ги замисливме како една звучна кулиса на сите наши настани, значи промоции на книги, изложби, самите концерти, обележување на наши обичаи, па така тоа го прогледуваме низ цела година. Неодамна, значи, го одржавме тој 30 годишен јубилеј, изведовме преку 25 песни и ора, и сето тоа беше многу пропратено од самата публика, сите се одушевени, а низ сите овие 30 години ние успеавме да едноставно некако си одгледаме публика и ми ја пренесовме таа македонска песна и сите во Хрватска се одушевени. Не само во Хрватска, ние бевме и во Италија, и во Словенија, и во Босна и Херцеговина, во Македонија повеќе пати на турнеи, и издадовме 6 цедиња и снимивме еден документарен филм кој траеше 52 минути, Луди по Македонија, и тој доживеа голем успех и беше прикажан на хрватска телевизија 4 пати во ударни термини. Освен тоа, најголема заслуга е тоа што со младите диригенти кои дојдоа пред 20 години, веќе сега и они се со нас 20 години, ние добивме и млада публика, и млади пејачи, и млади инструменталисти, а сега во последно време, значи, правиме работилници. Пред наш концерт, значи, на 1-2-3 сата, ние работиме или со деца, или со оние кои сакаат да учат македонска песна, да свират на некој наш инструмент и после ни се приклучуваат на самиот концерт. Така да полека си одгледуваме млади, значи, кои ќе не заменат. Во рамките, значи, на нашите активности е секако издаваштвото, така да издадовме до сега 12 книги, а сето тоа го правиме во последните 17 години со самиот институт, представник на македонското национално малцинство во Загребската жупанија. Тоа е моја маленкост, да кажам, и едноставно полесно е кога имате потпора и од Хрватско-македонското друштво и од жупанијата, па така да можете да го изнесете проектот до крај. Во овие тешки времиња секако финансиите се прва работа што недостасува. Прво почнав да пишувам за женева македонска поезија, оти многи слушат македонски песни, не ги разбират, а Езерки нели жени се, и зедов да обработувам за жени. Дори македонците и многи станале, кога една од работи запише и ги праша Хрватите, ај набројте ми имиња, женски имиња во песни. Маре, Кате, Ане и понатака. Рекла, земете ги македонски, секоја песна друго име. Мене многу се венди средство што нема у другим, што не ги најдов, зашто дигни си маре мои очите. И пази сега, на секаде ај љубов поминала, тој се жени, плачење, удри срцете и пукне, ама таа е песна, дигни си да видам плакало ли се и така. Зашто бе да плачем? За мене свршеа ли ергените како за тебе? Мене тоа ми е генијално,
I to pokažuje nešto sasvim drugo od što očekuvaš, od ovija sita što plaćat koga ljubav te svrši. I tako najde v nekoj mnogo ubavi raboti v makedonski pesništvo ne se čestivo drugi. Neli, Tora napišeš za vino na sveže ispaja. Oti Makedonija neli vino, a kaj nas, Zagorje, Dalmacija, nije sega vo novembrike, imame mnogo ubavi običaji, Martinje, kad krstimo vino, kad mlado vino, pa se vika mošt pominuo vino, to se mnogo interesni. I dvete se, ali opet imame, gledni, koliko je interesno. Vino je vrzano za kršćanstvo. I dur ide kršćanstvo, dotle ide vino. A dalje kreće rakija ili nešto. A Makedonija, ne li imaš i vino i rakija. Kaj nas mnogo retko će najdeš pesmi za rakija. Mnogo retko. Site za vino, ovako vince, rumen, ovo ono, ama nema vino i rakija. Nego uglavnom vino. A Makedonija baš ti pokažu to i spoj. I nekoja granice imaš, sam se rodil me rakija, na vino to je rakija i taka. I pošto mnogo ubavo pominah u Makedoniji, tija spomeni, vedri, veseli, ja sve pat razkažu, ali za smejenje, ne, za da ne ti se verua, i Lena rečama zapiši, daj koji ti čitati je ova. I ja se zapišem, ta knjiga ja snemalo za 10 mjeseci. Danas kako ga niko ne se čitat knjigi, ta knjiga je nema. I uspjeh doživela, ne kritički, mi je gajla za kritičari, ama koliko među ludje. Deneska navađam se luđe lele se smeje, jedna vika se smeje i plače. I poslije se vratim u Zagreb i oformit me Hrvatsko-makedonsko društvo. Svega smo 33 godine, pomenat me Jezerki 30. I koji sve doživljanja imame kroz Jezerki, kako smo pravili društvo. Ne mislim me deka Jezerki će biti nekoja volen. Pa tako ne beše da si malce perme, međutim koga dojde mladite, Bruno Urlić i Darka Kragović, to napravile ozbiljan zbor, polnekna golema dvorana, Lisinski i taka. Prevedao Ferid Muhić, jedna knjiga, prevedao se ga Brankica, koji zna, možda ušte nešto, ne mi teknuo.